Ако самите не се грижите за својот дом, тогаш не може да очекувате тоа да го прават оние кои што гостуваат во него. И оваа максима најмногу важи за оние кои што со закон се задолжени да се грижат да имаме здрава животна средина, меѓутоа не го прават тоа. И затоа, ако се погледне однадвор и ако се погледнат сите оние извештаи на државните ревизори, ако се погледнат извештаите на Сдруженијата на граѓани кои што се занимаваат со овој проблем и најмногу ако се погледне критичката јавност, сите ние забележуваме дека не сме гости во оваа држава и во овој дом. И затоа нам ни е важно да имаме здрава животна средина, а не каква што сите нотираме, загадена, на моменти и токсична. Меѓутоа, што да се очекува кога владата не спроведува одлуки кои што сама ги носи на своји седници? Меѓутоа, овие извештаи кажуваат и уште нешто, дека институциите не работат заедно за да се реши проблемот со загадувачите. И покрај тоа што на хартија македонското законодавство е усогласено со директивите на Европската Унија за загадувачите да ја надоместат штетата која ја предизвикуваат врз животната средина. На терен недоволно се применуваат така наречените грижливи политики, па така и на национално и на локално ниво. Нема интегриран пристап при решавањето на проблемот со загадувачите. Министерството за животна средина нема од каде да црпи информации и податоци, бидејќи нема унифициран план кој ги опфаќа сите сфери на животната средина. Оттаму и не се знае колку пари се наплаќаат, а потоа како и каде се распределуваат средствата за унапредување на животната средина. Марина Блажевска од Државниот завод за ревизија вели национален план државата нема ажурирано од 2011 година. Самиот систем на управување со животната средина се базира на стратешки, плански и програмски документи, меѓутоа од поделни сектори. Потребно е да се изработи еден национален план за живот или стратешки документ за животна средина, кој што ќе ги инкорпорира сите овие сектори и медиуми во едно. И потоа, значи, веќе повеќе од 11-12 години, истиот не е ажуриран. Тоа е еден вид на системска слабост, значи имаме разни стратегии за воздух и за вода и за така натаму, да не ги редам. Меѓутоа, еден национален стратешки документ кој што ќе содржи, ќе ја опфати сите медиуми, сите сектори на животна средина, таков се уште во државата, значи не е ажуриран, односно во моментот нема. Истото се случува и на локално ниво. Значи, имаат обврска единиците на локална самоуправа да изработат локални еколошки акциони планови, меѓутоа многу мал е делот од нив кои што ги изработуваат, а и оние кои што веќе ги имаат изработено, истите не се ажурирани. Меѓутоа, како што утврдиле ревизорите, уште поалармантен проблем е начинот на кој се прави проценката на штетите и средствата кои треба да ги платат загадувачите. А тоа е така затоа што Министерството за животна средина нема доволно кадар за правење проценки, но и слоевитоста за тоа на колку места се распределуваат парите кога се плаќаат даноците за животна средина отвора сомнеж за можна корупција. Имаат само тројца проценители, значи кои што добиле лиценца, од кои што само од еден од нив има подготвено извештај за извршена проценка за одговорност за еколошка штета. Значи секако не го фаќа тој принцип загадувачот плаќа, значи во зависност од штетата што има направено, како што е надоместок за пластични пакувања, надоместок за производство на енергија од фосилни горива. Надоместокот за испуштање на вода, да кажеме, се состои од основен и вариабилен дел. Вариабилниот дел не се пресметува, а треба да се пресметува според единицата на штетност. Самото администрирање на даноците за животна средина, односно на доместоците, е разлеано во повеќе институции. И сега, тоа се институциите, да кажеме, одреден дел одат во буџетот на Република Северна Македонија, некои надоместоци одат во Министерството за животна средина, некои одат кај јавните комунални предпријатија и така натаму.
Нема систем, тоа е она клучното, нема систем, нема ни законска обврска да се воспостави еден интегриран систем кој што ќе овозможи на едно место да се слеат тие информации, значи во однос на задолжувањето, во однос на плаќањата, на платата, плаќањата и колкава е таа дупка, вие како што би рекла. Тоа е основниот проблем, значи секоја од тие институции си е задолжена сама за себе, а Министерството за животна средина како носител на политиката за животна средина и во надлежност на спроведување на тие политики ги нема тие информации. А како показател за тоа како функционираат општинските јавни предпријатија, доволно е да се погледне заклучокот на Државниот завод за ревизија, кој укажува дека и покрај тоа што немале соодветна документација за управување со водите, во 11 општини од државата, давачките за вода се администрирани од јавни предпријатија без соодветна законска документација. Но каков пример за квалитетна животна средина даваат оние кои со закон се задолжени да го прават тоа? И покрај тоа што има донесено заклучок во 2019 година за проширена одговорност на произведувачите при управување со отпад, владата при своите тендерски набавки не бара од понудувачите да покажат како се справуваат со отпадот. Ова е еден од заклучоците на Центарот за граѓански комуникации, кој ги мониторира јавните набавки во насока на волјата да се заштити животната средина и да ги детектира ризиците од корупција. Директорот на Бирото за јавни набавки Борче Хаджиев вели зелените јавни набавки се поскапа варијанта за владините органи, но ниту Бирото не надгледува дали се склучуваат такви тендерски постапки. Се уште се договорните органи сметаат дека зелените јавни набавки се поскапи. Им препорачуваме на договорните органи да ги земат во предвид и трошоците за животен циклус на предметите кои ги набавуваат или трошоците за користење на ресурси. Пример, ако набавиме нешто што троши помалку електрична енергија, тоа значи дека во неговиот животен циклус ќе плаќаме помали сметки за електрична енергија. Освен тоа што не постои практика на одржливи набавки и не се води сметка за влијанието на набавките врз животната средина. Во речиси половина од тендерските постапки нема ниту образложение за проценката на паричната вредност на набавката, што носи ризик за склучување на договори по цени повисоки од реалните. При мониторингот на Центарот за граѓански комуникации воочени се неколку примери што укажуваат дури и на незаконски постапувања на институциите во релациите меѓу проценетите вредности на тендерите и доставените понуди. Не може да не е голем прекршок и не е прекршок да нема образложение, да има мало образложение. Потоа има слабост, забелешка дека во сите постапки каде што имало по една понуда, договорите за јавни набавки се склучени. Бирото не може да открие корупција. Но можете да видите какви се Ние може да видиме јавните набавки. грешка во постапките, да им укажеме на грешката, на прекршок, да им укажеме на прекршокот, да го исправат прекршокот и на крај можеме дори да ја поништиме постапката ако не е во ред. Во моментот, еве од овој месец, почнуваме да правиме управна контрола по случаен избор. Сега кога бевме на скринингот во Брисел, баш истото прашање поставија колку прекршоци имаме пријавено. Сега го формиравме секторот, правиме до екипираност, еве ако ни дозволи министерот за согласности, и отпочнуваме со пријавување на прекршоците. Од оваа година сигурно ќе почнеме. До сега не знаевте. До сега немаше сектор за прекршоци. Но ова што ве прашале во Брисел е многу важно. Да. Но, како индикација за сериозноста со која владините органи пристапуваат кон јавните набавки, доволно е да се констатира дека владата и владините институции не ги почитуваат своите заклучоци. Например, иако во декември 2019 година на владина седница донесен е заклучок да не се користи пластична амбалажа, на било каков состанок, настан или средба во владата ќе ве послужат со вода за пиење набавена преку тендер, но во пластично шише. Знаете дека
Господјо Шукова, има многу ревизорски извештаи од независни институции, невладини организации, значи од државниот ревизор, тука и Центарот за граѓански комуникации. Тие заклучуваат дека вие имате прилично иницијативи, предлози, сугестии кои треба да се инкорпорираат во закони. Вашето Министерство за животна средина, тие ваши сугестии и иницијативи подоцна одат во владата ги усвојува во принцип, но тие подоцна не се применуваат. И тоа се заклучоците и на Центарот за граѓански комуникации и на државниот ревизор, иако има и други, но ќе одиме во детали подоцна. Не е дека ние не го надгледуваме спроведувањето, точно е дека има многу иницијативи. Министерството секоја година прави 3-годишен стратешки план. И ние точно знаеме кои ни се приоритетите кои што треба да ги спроведеме и соодветно на тоа дефинираме мерки и активности или иницијативи, како сакате кажете ги, со кои што ќе ги спроведеме приоритетите во животна средина. Меѓутоа, имајќи во предвид дека станува збор за мултисекторски сектор, има многу мерки и активности кои што треба да се спроведат. Но кој тоа треба да го надгледува? Дали се спроведуваат? Ако сте вие Министерство за Ние секако екологија, го спроведуваме она што ние го дефинираме како мерка и активност што треба да го спроведеме, секако самите го контролираме како се спроведува. Она што е надлежност на централно ниво. Но видете, вие сте Министерство за екологија, за животна средина. Еве додиме еден по еден. Ајде. Да, случај. Владата 2021 донела заклучок за набавка на еколошки возила. Но продолжиле да земаат возила на лизинг за потребите на министрите и на другите функционери. Од вкупно 206 возила во периодот на мониторингот, тоа е 1.7.2021, 30.6.2022, само 6 возила, 3% се хибридни, бензин и електричен погон, другите 6 или пак 3% се на комбиниран погон, бензин и плин. Зошто вие немате никаква комуникација со владата да не набавуваат вакви возила, кога сте свесни дека тие сушност ја загадуваат животната средина и сте се обврзале како министерство да спроведувате политики за заштита на животната средина, со тоа заштита на граѓаните? Нашиот министер е дел од владата. Во секоја комуникација, кога станува збор за вакви иницијативи, ставот на министерот и секако на министерството е дека треба да се набавуваат возила кои што не ја загадуваат животната средина. Но тоа не се прави. Тоа не се прави, значи ние тука не носиме финална одлука. Финалната одлука секако ја носи владата. Министерот е тој кој што секако предочува во која насока треба да се движиме, меѓутоа не може да ја донесе финалната одлука. Набавката не ја прави министерството, ја прави некој друг. Тој е немоќен. Министерот е немоќен? Значи може да консултира, може да даде препораки, меѓутоа ние одговараме за она што ние го набавуваме како министерство. Вие одговарате за животната средина. Да. Добро, да одговараме за животната средина, ама во овој случај можеме само препорака да дадеме. Не сме органот кој што ги набавува возилата. Вие имате возила на електричен погон? Ние не набавуваме сами возила. Последниве години на нас зашто се набавени преку службата за општи заеднички работи, значи не набавуваме сами возила. Не им побаравте дека или да ги вратите возилата ако се ја загадуваат животната средина? Па последните возила се набавени пред неколку години. Овој заклучок кажувате дека е од минатата година. Значи се од минатата година кога е донесен заклучокот, во принцип би требало сега да се набавуваат возила кои што се на електричен погон или погон кој што не ја загадува животната средина. Нашите возила се неколку години стари. Последните што сме ги добили. Колку години стари? Па најмалку 4 до 5 години стари. Сега не знам. На секој 3 години знаете дека се обновува возилата. Да ви кажам, не знам баш. Знам дека возилото на министрот е поново, меѓутоа не знам која година е набавено. Јас возилото кое што го користам е старо најмалку 7-8 години. Да, но на министерот е поново. Ги набавува службата за општи заеднички работи. Но вие треба да ги вратите возилата ако тие загадуваат животната средина, ако сте донеле вакви препораки и одлуки. Ова и се и одлуки на влада. А добро, овие возила сега се на безоловен бензин. Знаете дека безоловниот бензин е регулиран согласно закон, значи знаеме дека тој не прави загадување, така да не возиме возила кои што
Не се на електричен погон, меѓутоа не влијаат значително на загадувањето на воздухот. Добро, овде има пишува дека донеле заклучок владата за набавка на еколошки возила. Па добро. Даваме ние такви препораки, тоа секако би требало да се почитува, меѓутоа најверојатно се во свое време. Добро. Потоа за рециклирана хартија за печат. Имало 1400 институции кои биле регистрирани на системот за јавни набавки, но тендер спровела само една институција и тоа неуспешно. За набавка на рециклирана хартија. Да. Тоа не сме го направиле до сега, признавам дека не сме го направиле до сега. Мислам дека не сум многу сигурна дали ние хартијата сами ја набавуваме или ја набавуваме повторно на ниво на влада. Не можам да ви кажам таа информација. Меѓутоа дека треба да се оди во таа насока, да. Не знам и колку можете да набавите во овој момент рециклирана хартија во Македонија, колку има конкуренција за да можете да спроведете јавна набавка. Не сум го анализирала тој дел. Потоа има проблем околу набавката на вода. 2019 владата решила да набавува вода во стаклени шишиња наместо во пластична амбалажа. Но во пракса, околу 90% од водата што се купува е во пластични шишиња. И тоа е повторно препорака која што дадовме ние спроведуваме. Значи, ние престанавме да набавуваме вода во пластична амбалажа. Не можете да пратите допис и да кажете дека согласно истражувањата, анализите од независни институции, дека не се почитуваат овие одлуки ваши, препораки и конечно и владата донела таква одлука. Владата носи одлука и преку членовите на владата таа одлука треба соодветно како информација да се распредели по сите органи на државна управа. Како што е нашиот министар член на владата, така и другите министри членови на владата. Зошто не им прати... Значи информацијата ја имаат секако. И никој не може контрола да направи. Знаете Значи, како можете да препорачате, значи можете да го натерате некого да купува стаклена амбалажа наместо пластична амбалажа. Не, добро, тука има и препораки даваме постојано во сите. Добро, тука не е само препорака, потоа владата донесува такви заклучоци и дава соодветни инструкции. Дел од владата е министерот за екологија. Ако не надгледува тој што навистина се гласа на владата, зошто воопшто имаме министер за екологија и министерство за екологија? Не, он бил дел од луката кога се носела и дал препорака дека треба наместо пластични шишиња добро, не може да реагира. Ама не можете да одите да проверувате по министерствата дали набавуваат пластични или стаклени шишиња. Не треба да оди. Оставате на одговорноста, така Господјо Шукова, не е на одговорноста, тој треба да побара анализа. Тој треба да побара анализа колку се почитуваат не само иницијативите на министерството, така, туку и заклучоците на влада. Не мислите ли дека потребно тоа е работата на министерството? Па добро, сега баш да ги контролираме другите органи на управа дали набавуваат пластични наместо стаклени шишиња, мислам не знам колку е. Па добро, тука имате и за еколошки возила, имате за рециклирање, значи говорам за сите заклучоци од центарот за зборуваме за зелени набавки. Сега јасно ми е во која насока одиме, значи зборуваме за зелени набавки, де факто не се спроведуваат многу во државата, значи кој е одговорен да ги спроведува сите институции, како што кажавте? Сите институции, кој е одговорен да ги контролира? Па не знам дали можете да ги контролирате. Значи не можете може да им дадете препорака, не можете да ги контролирате. Владата никој не може да ја контролира? Сакате да кажете? Не, си има контролни механизми, значи си има Државен завод за ревизија, си има, не знам, инспекции, финансови полиции, се си има, значи во однос на предмет, нели, сите си влегуваат и си прават ревизија. Меѓутоа, ваква контрола, мислам... Но ако не се спроведуваат законите, зошто постои Министерство за екологија? Не, па се спроведуваат законите, како не се спроведуваат законите. Сега збориме за препораки. Заклучок на влада не е закон. Значи, заклучок на влада е некаква препорака за да се почитуваат одредени мерки во делот на животната средина и да се подигне одговорноста малце на органите на управа да речеме да дадат пример за останатите, нели? Наместо стаклени шишиња да употребуваат пластични, наместо возила на, не знам, на дизел и на бензин погон да купуваат електрични возила. Тоа се препораки, значи заклучоците на влада не се закони. Тоа не е регулирано во моментов со закон. Значи, препорака можеме да дадеме како заклучок на влада, може да се даде во некоја стратегија, во план, да речеме, за намалување на загадувањето, меѓутоа тоа не е закон.
И со тоа што не е закон, што владата заклучува, практично носи заклучоци на собствените седници, тие не се валидни. Тогаш не треба воопшто да спроведува, да донесува заклучоци. Не е дека не се валидни, значи ви даваат насока како треба да се однесувате, така? И вие ако не се однесувате, тогаш не се валидни. Не вие, туку институциите, другите институции. Па не е дека не се валидни. И вие всушност кажавте дека возилата не ви се еколошки, кажавте дека немате за рециклирање. И тука има препораки по кои вие треба да пристапите според државниот ревизор, имате и одговор од ваша страна. Да, имаме одговор. Одговор каде што велите дека ќе пристапите на согласно сите препораки. Дадовме препораки, значи одговоривме точно на препораките на Државниот завод за ревизија, се организиравме во рамки на Министерството и дадовме задолжение на секој сектори согласно препораките што треба да направат. Таа контрола ќе ја водам јас, значи имам сектор кој што го води ова, точно знаеме на кого му е дадено што. Имате рок? Да, даден им е рок, кога треба да си постапат, во зависност од тоа за која препорака станува збор, за нешто ќе се сработи во месец дена, нешто во 3, нешто во 6. Значи соодветно на тоа колку време е потребно на согласно препораките, дадени се задолженија на секторите да постапат. И да овој ревизорски извештај се однесува генерално на даноците за животна средина и практично има забелешки сериозни слабости и пропусти од страна на животната средина, Министерството за животната средина, но велите дека се ќе се среди. Јас се надевам, нас ни треба еден сериозен систем за следење и евиденција на надоместоците. Тоа се обидуваме да го успоставиме. Минатата година доста разговаравме на оваа тема, дури не се понудија и дел од донаторите да финансираат во едно софтверско решение, за да можеме точно да знаеме што издаваме, бидејќи надоместоците се плаќаат врз основа на издадено решение, најчесто. Значи, тие да ги прибереме на едно место, соодветно да ги евидентираме и да вршиме контрола како се уплаќаат. Во моментов вршиме контрола како се плаќа еден надоместок. Тоа е надоместокот од регистрација на моторни возила, заради тоа што го прибираме ние и заради тоа што имаме целосна евиденција. А за другите се надевам дека ќе воспоставиме еден систем, барем да знаеме што како средства влага во централниот буџет. Па соодветно тоа да можеме и понатаму да постапуваме. Ви благодарам за овој разговор. Волам. Копенхаген, како град изгласан 2 пати најповолен за живење во светот, не е изненадувачки фактор што градот е екстремно чист, а жителите активно работат да го подобрат. И тука мислам дека е најголемата разлика. Мотото на градот е да биде карбон неутрално место до 2025 година и постои чувство дека сите предонесуваат и уживаат во одржување на градот. Сепак и Копенхаген во минатото бил окупиран од возила, смок и бетон, но силни рестрикции во последните 50 години го претвараат градот во исклучително пријатно место за живење. Пример денес, околу 60% од жителите одат на работа со велосипед. 98% од зградите се граат на градско парно, а над 95% од жителите живеат 15 минути пешки од зелени зони за рекреација. Метросистемот е често пати прогласен за еден од најдобрите во светот. Меѓутоа, пред некој ден излезе изјава дека тунелите на метроата се прилично загадени, бидејќи студенти на докторски студии открија покачени PM честички. И сега ова е главна актуелна дебата како да се намалат овие емисии. Едноставно има недвосмислена желба градските средства да се користат за одржливост, за чиста околина и за оптимизација. Клучно е да сватиме дека Копенхаген има различна географска положба од Скопје. Скопје во котлина и тоа носи своји предности и предизвици. Едноставно не може да играме против природните појави, туку треба да работиме заедно со нив. Например, во периоди на магла треба да се блокираат улиците, да се намалат возилата, да се работи од дома, да се забрани работа на индустријски погони и слично. Да се инвестира во широки велосипедски мрежи и отстранување на паркирани коли по улици. И едноставно да се нацрта визија како сакаме Скопје да изгледа во 2023 или 2030 година и да не се отстапува од оваа зацртана цел.